Четврток, одиме со ново видео од серијалот Overtime with TJ. Имаме интересен викенд. Не е богат викенд, нема многу дербија, имаме едно дерби, ама дерби. Но пред тоа ајде да видиме до каде сме на Фантази Премиер Лига. Јас мал се напредував за вас, ќе видиме сега. Добро, искрено мислев дека напредував повеќе, ама не сум напредувал толку многу. На лигата на спортски сум бил 53, сега сум 48. Првите 5 души ми бегаат многу, меѓутоа не се откажувам и се уште имам надеж дека ќе завршам во топ 5 во лигата заедно, што ја организираме заедно со спортски и дека ќе освојам една од оние награди. Има време. 48 место, топ 5, уште колку, уште 15 кола може има, не знам. Ајде ме као поминав минатиот викенд. 96 бода, заради толкуте многу болови, мислев дека ќе напредувам малце повеќе, ама веројатно имало и посилни од мене. Добро, имав среќа што Ливерпул имаше двојна недела, односно нивните бодовите на играчите од Ливерпул се пресметуваат два пати, односно два надпревари, и имам среќа што го имам слот и ми донесе дополнителни 13 бодови. Слот ќе го имам и ова коло, меѓутоа ќе направам еден трансфер. Амат е повреден, оди аут, а на негово место оди му Брентфорд. Ќе го земам Шаде. Или Шейд. Не знам сега како сакат. И тоа е тоа. Тоа е единствениот трансфер што ќе го направам овој викенд. Да ќе игра прв тим. Ова не сум сигурен, значи веројатно ќе го извадам Брн, сега ќе го направам тоа, меѓутоа може ќе направам и замена пред почетокот на надпреварите. Значи Исак, Вуд, Виса напад, средина Клаверт, Палмер, Шаде и Салах, одбрана Робинсон, Габриел, Александар Арнолд и голман Хендерсон. Ајде видиме, имам неколку предлози за оваа недела. Еден од предлозите што мислам дека ќе биде добар е Джастин Клаверт. Го споменав и минатото коло и донесе 5 бода. Бурмот сега е домаќин на Вулверхемптон и тоа значи дека Клаверт може повторно да одигра многу добар надпревар. Пазете, Бурмот го победи Вул со 4-2 на првиот меч сезонава, при што Клаверт постигне историски хет-трик. Историски зашто сите 3 гола му беа од пенал. Се наоѓа од добра форма, ги изведува прекините и дава голови. Земете го. Одиме па натаму. Уште еден предлог. Овој сега што го земав. Шаде или Шейд. Брентфорд 5,1 милион фунти. Шаде даде голови на последните 3 гостински надпревари пред ова петошно гостување кај Лестер. Исто како и Клаверт, и Шаде постигна хет-трик и асистираше еднаш против Лестер на првиот меѓусебен дуел оваа сезона. Значи Брентфорд е фаворит, Шаде е во добра форма и знае како да дава голови против Лестер. Добитна комбинација. И уште еден предлог од одбраната. Педро Поро. Го имав Поро долго време на почетокот на сезоната и беше катастрофа. Го сменив и почна да игра. Спарс имаат шанса да стигна до 3 последователни надпревари без примен гол викендов против Ипсвич. Покрај тоа, Поро може да се заканови на другиот крај од теренот. Јасно е дека Тотенхем ќе напаѓа, а Поро повеќе ќе биде во офанзива. Така да може да донесе некој бод плюс. Тие се моите предлози за овој викенд. Трансферот го видовте што го направив и очекувам уште повеќе бодови од минатото коло. Уствари не можам повеќе затоа што нема да има дупла недела, меѓутоа очекувам барем приближно. Ајде име како ќе поминеме. Како што кажа, викендов нема многу дербија низ Европа, ама затоа има едно дерби кое што може да ги замени сите. Баш онака јако дерби, Манчестер Сити, Ливерпул. Ова не е само обичаен надпревар. Ова е еден од најочекуваните надпревари во Премиер Лигата. Не зборам тука за битката за титула. Титулата е веќе завршена работа.
Сити нема шанси. Ливерпул е многу блиску до целта. Но овој меч ќе даде одговор на многу прашања. Со оглед на тоа што Ливерпул е на врвот на табелата со 61 бод, а Сити се останува 17 бодови, овој надпревар може нема да има значителни импликации за аспирациите на двата тима оваа сезона. Прашање е како Сити ќе одговори, односно како ќе се врати после оној дебакл со Реал Мадрид во Лигата на шампиони. Испадна од 16 финалето со вкупни 6-3, а во средата во Мадрид изгубија 3-1. Пеп Гвардиола се соочува со една од најлошите сезони на кормилото на Манчестер Сити. Се обидуваше да го најде онака вистинскиот баланс во тимот. Особено во одбраната, каде што примија многу повеќе голови од вообичаено. Ама џабе. Но, способноста на Гвардиола да го мотивира својот тим и да смисли стратегија за да го спречи силниот напад на Ливерпул ќе биде клучна во оваа средба. Ливерпул оваа сезона е во извонредна форма. Го има најдобриот напад во лигата и едно од најдобрите одбрани. И тие играа во средата, не во Лига на шампиони, во Премиер лига со Астон Вила 2-2. Тоа може да ги размрда малку, ама ништо страшно. Разликата на табелата изгледа недостижна, па дури и ако Ливерпул го загуби овој надпревар. Дали ќе го загуби? Тешко. Мислам дека Сити може најмногу до нерешено. Ама ќе има голови. Дечки, има уште неколку интересни надпревари во овој викенд, ама овој од оние викенди во кои што нема многу надпревари, ама тие што ги има се баш добри. Не заборавајте да притиснете subscribe на BMG Network и да не следите на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook. Следуваат интересни видеа меѓу кои подкасти, овертайми и уште нешто. Убав викенд!